Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со професор доктор Борис Арсов, раководител на сектор за телекомуникации, Бојан Џамбазов, специјален едукатор и рехабилитатор, Горан Ѓорѓоновски, поранешен ракометен репрезентативец и координатор на проектот Ракомет за секое дете. Бидете со нас од 6:45 до 11 часот. Да, бидете со нас се до 11 часот. Верувам дека утрово заедно со нас се разбудивте од 6:45. Ги следавте нашите утрински теми досега, а во овој дел од емисијата знаете дека ги пречекуваме нашите гости. Имаме интересни теми од различни професии и актуелни теми. Но како што е редо да го поздравам и Роберт Јанков, уредникот на Здраво Македонија. Роберт, добро утро. Добро утро. Поздрав и до тебе и до гостите, се разбира. Како што кажа ти, очекуваме да имаме наистина една убава и интересна емисија и да одговориме на дел од оние прашања кои што ги имаме денеска, доста актуелни, но одиме со ред. Да, дојдеме со ред, видоа и гледачите, ја видоа најавата, кои гости не се тука, но уште еднаш да ги поздравиме. Веднаш до мене, Бојан Џамбазов, специјален едукатор и рехабилитатор, како и координатор на проектот Поддржити. Имаме многу интересни теми кои ќе ги зборуваме со вас, особено верувам родителите или сите оние семејства кои што имаат дечиња со атипичен развој, ќе можат да слушнат теми за кои што ќе им бидат од корист. Добро утро. Добро утро до сите гледачи, добро утро и до вас. Како што кажавте, да, јас сум координатор на проектот Поддржити, тоа ќе биде дневен престој, па нешто повеќе кажеме во текот на емисијата. Така, затоа ќе ги оставиме гледачите да не следат се до 11 часот. Веднаш до вас, професор доктор Борис Арсов, раководител на сектор за телекомуникации во АЕК и универзитетски професор на Славјанскиот универзитет Свети Никола. Добро ни дојдовте. Добро утро и ви благодарам на поканата. Така, не сте прв пат во Здраво Македонија, имате искуство, имаме исто така актуелна тема која што ќе отвориме заедно со вас, но ќе оставиме во текот на емисијата. И Горан Ѓорѓоновски, кој што поранешен ракометен репрезентативец, но и координатор на проектот Ракомет за секое дете, проект посветен на децата и младите. Добро утро, добро ни дојдовте. Добро утро на двајцата, ви благодарам на поканата. Ја не сум прв пат. Да. Ама секојаш е така. Јануари Секојаш е прв пат. Да, и да почеток. Али јануари за мене е таков, да. Гостувам доста, така да. Така. Се надевам ќе го задржиме вниманието на гледачите. Да, верувам дека ќе биде така, интересни теми, сосема различни, Роберт, од различни професии. Еве, Горан, со вас ќе почнеме, го најавив и проектот Ракомет за секое дете. За каков проект станува збор, да им објасниме на гледачите? Па добро, проектот Ракомет за секое дете е наменет за деца кои што се на возраст, да речеме, од 5-6 години до 12. Тоа е возраст кај што децата преку нашата школа за ракомет, затоа што самиот проект е составен од 3 сегменти: школа за ракомет, јуниор куп, тоа е турнирски систем на надпревари во мини ракомет за тие деца кои што тренираат во нашата школа, и ракометниот камп кој што секој јули сега веќе се одржува во Охрид, како крај на годината. Секој од тие проекти си има своја филозофија на делување, своја мисија, да речам, и така да децата кои што се до 12 години, кои што потоа одат во некаква селекција, односно пионерска селекција, ние, знаеме да кажеме кај нас дека сме расадни, дека ги се трудиме децата да влезат во сала и да ги направат првите чекори во ракометот, во спортот воопшто. Иако нормално самиот тренинг, самиот спорт нема една димензија само, нормално не е тука само ракометот, децата покрај ракометот кој што го, да речам, од првите години помалку го е застапен во самиот тренажен процес, како тие одат нагоре со возраста е се позастапен и се обуката во однос на ракометот е поголема. Има и социјална нишка во однос на тоа дека децата се социализираат, развиваат и психофизички способности, затоа што некои способности кај човекот, кај децата се развиваат до одредена возраст. И така да тоа е во однос на школата за ракомет, кај што работат исклучиво професори по физичка култура. Ние сме застапени во Скопје и во Велес во моментов со наши школи. Зошто викам се работат професори по физичка култура? Затоа што тоа се деца на осетлива возраст, на чувствителна возраст, да речам, и
нив ракометот не е второстепен, но е, знам да кажам, ја помалку важен во ние првите години. Во првите години е многу важно тие да, нели, да и педагошкиот пристап према нив и она што е многу важно, а тоа е за овие новите генерации да ги задржиме во сала, затоа што и тоа е голем предизвик. Од друга страна, самиот, да речам, јуниор куп како турнирски систем на надпревари на децата во нашата школа има па филозофија на, нели, на тоа што децата научиле, тие самите деца да се подготвуваат како за официјални надпревари, затоа што децата играат надпревари на тренинг, но ова е нешто што е официјално, да кажам, за нив, доаѓаат нивните семејства, ги гледаат, значи оние пеперутки во стомак кои што треба да ги имаат, она возбуда, се со цел ние да, пак ќе кажам, да ја задржиме интересот кај децата и нормално дружењето, затоа што се работи за голем број на деца, значи ние пред нова година имавме новогодишен турнир кај што поделивме 330 пакетчи, значи тоа се деца од различни делови на Скопје, од Велес, различен пол, различна возраст, со различни навики, значи по секоја, но поентата па на тоа е дека тука сме сите исти и тоа и треба да ги учиме сите децата. Така да и на крај нормално кампот како со многу поенти во своето, да речам, во својата структура, од тие најмалите кои што треба да ги учиме како треба да се грижат за себе, за собата, дисциплина на, нели, према оброци и така натаму, до оние најголемите кои што имаат 14, 15, 16 години, кои што работат индивидуален тренинг и доаѓаат, веќе тие се инфицирани со ракомет и тие доаѓаат за надградба, зашто се задолжени, нели, не само тренери од нашата школа, него тренери и од Македонија, но и тренери и од надвор. Така, кои се најкритичните години кога децата се откажуваат, некаде се на крстопат да продолжат со ракометот како професионалци или како хоби? Тоа е индивидуално е, но генерално јас спомнав и претходно, прво голем предизвик на оваа генерација, која што е родена со технологија, така, што е дискутирано многу пати од многу постручни луѓе од мене, во однос на зборам на психолози и така натаму. Прво најважно, многу потешко е сега да ги донесеме децата во сала, затоа што има многу други различни, да речам, занимации, да. Така. Тука важна улога играат родителите, кои што треба да бидат свесни дека од најмала возраст тие се тие што ќе им дадат можност на децата да пробаат било каков спорт. Не збориме тука сега за ракометот само како спорт, него треба да го откријат афинитетот кај детето, што тоа дете сака со што сака да се занимава, затоа што на запад, да речем во Западна Европа, во Северна Европа, кај што имаме доста гости на кампот и како учесници и како тренери, од нив, нели, учиме во некој сегмент или, нели, комуницираме и ги добиваме информации дека не постои дете кое што не се занимава со спорт. Збориме за возраст до некоја 14-15 година, кога се развива детето од секој аспект. Така да, првенствено, значи, многу потешко влегуваат, затоа тука се родителите кои што треба да им дадат можност да ги пробаат спортовите, но паралелно со тоа и самите родители да го практикуваат спортот, да им дадат можност не само во систем на тренирање, како што е нашата школа или било која школа од било кој спорт, него и надвор во надворешни услови, но и да го следат спортот, затоа што детето учи за спортот и преку родителот. За жал, времето знаеме какво е, колку е брзо и колку е, да речам, различно од претходно. Многу помалку родителите следат, особено локален спорт, што исто така е една тема која што е широка, затоа што ние сега многу повеќе следиме некој спорт кој што е надвор, а не домашниот спорт. И децата, ние кога растевме, имавме идоли, на вистина локални идоли. Не збориме локални идоли во Струга, кај што потекнувам ја, кој што стварно ние ги гледавме нив како ракометни идоли, него и Битола како една инстанца за наш како служени. Тоаш беше, нели, ракометот и сега е таму на високо ниво. Мислам дека и медиумите имаат удел тука, кој што тоа е исто така тема, тоа е исто така тема, поддршката на медиумите. И сега кога веќе детето влезе во спортот, во тренажен процес, многу е важно да биде адаптиран тренажниот процес на возраста, затоа што имаме деца кои што се супер малечки, кои што од ракомет не се уште дојдени, но треба да развиваат други способности,
потоа доаѓаат надпреварите, ова што го зборевме за јуниор куп, за да држиш тензија и да имаш интерес, и онаа прекашни, сега да скратам за да не ја должам работата, оние прекашни години се кога децата одат од кај нас во пионери, нова средина, колку учествуваат во игра, кој тренер таму ги пречекува, со какви квалитети, и како краен, како еден друг период, тоа е кога детето веќе ќе стане свесно дали може да се занимава со ова дејност, затоа што ова е веќе дејност, спортот е дејност. Збориме професионален, вие спомнавте, за професионален спорт вие треба да имате и услови, но и треба не секое дете да биде професионален спорт. Тоа не значи дека секое дете треба да биде професионален спортист со сила или со затоа што родителот има амбиција или тоа дете. Значи свесност дека тоа дете е за да биде во професионален спорт, може да екзистира од тоа, или не може, што не е ништо страшно, затоа што сето тоа што го добило од спортот изминатите години е нешто квалитетно што ќе му помогне да се занимава со други дејности. Така да тие се некоја 13-14 година се многу сериозни и оние веќе 17-18 кога треба да се префрли во сениорски ракоми. Така да тие се тие возрасти кај што децата многу често и ради тренерите и ради условите во кои што работат, а овие деца знаат многу повеќе од нас на нивна возраст, многу повеќе бараат од нас како луѓе на наша возраст, така да од тој аспект многу е потешко во моментот да одржите дете во спорт и тоа тука ќе завршам, тоа треба да им биде главна поента на родителите, јас тоа многу често го кажувам, до 16-17 година да остане во спортот и затоа ние викаме со секој родител што комуницирам, ние не произведуваме репрезентативци во школата. Тоа е исто така една стартна позиција лоша и према родителите и према децата, ставаме некои очекувања после кои што на родителите им даваат поинаков поглед, кој што тие им го прават како притисок во иднина. Така да ние не произведуваме, само сакаме здрави личности. Од тоа море на деца некој и ќе се профилира во некој сериозен спортист, репрезентативец, интернационалец. Така, неисцрпна тема. Има многу да се зборува за спортот, за децата, за родителите кои што ете и вие сте поранешен ракометар, ако имате дете па сакате тоа да биде ракометар, ама тоа не покажува афинитети, тука јас само сакам да биде во спортот, зборевме и со Роберт сега малку нели пред да почне емисијата, моето дете има доста активности во текот на денот, затоа што секое дете што ќе остане дома без никаква задача, знаеме зашто се фаќа прво, потоа крив е системот, криво е времето. Колку повеќе му даваме обврска, толку повеќе тоа дете нема да има простор да се занимава со телефони и социјални мрежи и така натаму. Така, и кога сме веќе кај телефоните, ќе имаме и трет мобилен оператор. Тоа зборувавме и во собата за гости, го почнавме тој муабет. Професор Арсов, вие сте раководител на сектор за телекомуникации во АЕК. Веќе на големо се зборува и помеѓу граѓаните дека ќе пристигне и третиот мобилен оператор, One Macedonia, мислам, така се вика. Кога ќе започне со работа, за што станува збор, ќе бидат ли подобри условите за граѓаните кога се мобилните оператори во прашање? Па, добро утро. Уште еднаш ви благодарам на поканата. Точно, веќе доделено е одобрението за работа на третиот мобилен оператор, One Macedonia. Така. Фреквенциите за користење се доделени и сега е фазата на изградба на инфраструктура, имајќи предвид дека операторот има обврска да изгради своја инфраструктура, која што ќе може да се смести во групата на мрежни мобилни оператори со своја инфраструктура, имајќи предвид дека веќе имаме кај нас постоечки виртуелни оператори, кои што оператори користат друга инфраструктура за да дадат на корисниците соодветни телекомуникацијски услуги. Кога ќе започне реално да работи операторот, зависи само од него, имајќи предвид дека инвестициите кои што тој ги предвидува да ги реализира во Македонија не се така едноставни. Процедурите во Македонија за добивање на други соодветни дозволи исто така не се едноставни. Тука ние како агенција секако дека би можеле да помогнеме да сето тоа некако се
забрза тие процеси, имајќи предвид дека еве сега веќе, значи ова што го работиме и што се работи, всушност државата го овозможува, да напоменеме дека доделувањето на фреквенциите се државни фреквенции, односно државен ресурс, и државата ги доделува на операторот, не агенцијата како агенција. Добро. И условите за да може да влезе некој оператор во една држава ги овозможува државата. Државата го носи инвеститорот, односно тоа операторот треба да се свати како една инвестиција која што инвестиција ќе донесе добар бенефит и на граѓаните, а и бенефит на самата држава, бидејќи во тој оператор ќе бидат вработени доста соодветни стручни лица кои што ќе можат да ја обезбедат таа инфраструктура која понатаму ќе им даде соодветна телекомуникацијска услуга на самите граѓани. И всушност ќе биде конкурентен на пазарот за да можат цените да бидат конкурентни за него и за граѓаните, што тоа и се очекува. Да, толку тоа сакав и да прашам, предпоставувам дека ќе има подобри услови затоа што доаѓа трет оператор. Да, па ние сега излегуваме од зоната на дуополот, односно тоа значи дека излегуваме од зоната од држави кои што имаат по два мобилни оператори и по еден, како што се Косово, Кипар, Лихтенштајн, со по два мобилни оператори, а Андора и Сан Марино да не зборуваме, тие се по еден оператор имаат. Значи, влегуваме во класата на држави како Словенија, како Малта, како Луксембург, држави кои што се на или помали од нас, или нешто како нас. И добиваме поголема можност за граѓаните да го почувствуваат бенефитот од самите телекомуникацијски услуги кои што ќе се понудат на пазарот и кои што се веќе присутни на пазарот, а тоа е стабилен интернет, побрз интернет, побрзо комуникации, поевтини цени, секако да, значи тука ми ја земавте, нели, мислата секако дека тоа е исто многу важно, да добиете она што ќе го добиете, соодветно ефтино да го или нормално да го платите, да не платите нешто повеќе од она што сакате да го добиете. Кога практично би почнал со работа овој оператор? Па праксата покажува дека од прилика една година му има операторот треба да... Очекува 2027 рекот, следата. Да, значи од досегашното искуство, како и во минатото, еве Мобимак кога почнуваше, исто една година, 95-та започна со изградба, 96-та почна со работа. Космофон кога влезе во Македонија, 2003-та му беше доделена лиценцата, 2004-та почна со работа. Понатаму ВИП исто 2007 со 2008 и сега еве очекуваме дека новиот One Македонија оператор ќе започне со работа една година. Тој може да почне и сега, ако користи мрежа на други оператори, за да може да се етаблира на самиот пазар. Меѓутоа, својата инфраструктура ќе мора да ја гради и таа се гради постепено, не може одеднашка да се изгради. И нашите очекувања се дека би можело тоа да покрие 1 до 2 града за една година и веќе да функционира како реален мрежен оператор кој што ќе даде и ова нови технологии, како што се поразвие на 4G, ќе има мрежа и веќе она што треба поголемите градови да ги покрие со 5G мрежа и 5G соодветни услуги во делот на телекомуникациите. Така. Добро, повторно ќе ве поканиме за година дена кога ќе дојде во употреба да ги видиме кои се придобивките од третиот оператор. Бојан, да те поздравиме и тебе уште еднаш. Споменавме специјален едукатор си и рехабилитатор поново, како и координатор на проектот Поддржи ти заедно со Катерина Димова, која што исто така не беше во емисијата на Здраво Македонија. Програмата е создадена за да обезбеди стимулација и поддршка на децата со атипичен развој, но да слушнаме малку повеќе од вас за кого е намената, кој може да се приклучи кон овој проект, односно иницијатива.
Вака, поддржити е иницијатива која што започна уште негде пред 2-3 години, каде што беше некој пилот проект на мене и на Катарина, за да пробаме нешто да направиме поразлично од секојдневието на тие деца со атипичен развој, бидејќи сите сме свесни дека децата со атипичен развој после одредено време, после работата со специјалниот едукатор, логопедите, психолозите веќе остануваат негде после 16-та година, каде што немаат активности најчесто за време на летото и зимото како периоди каде што не се во училиште. Па така негде произлезе иницијативата Поддржити како иницијатива која што сакавме да биде граѓанска, која што може да се приклучат сите граѓани, односно сите компании каде што тука ќе може да дадат некаков придонес за тие деца. Односно Поддржити беа прво тој пилот проект беше некој како дневни работилници кои што трае од 4 до 5 часа, во кои што беа приклучени деца со атипичен развој, без разлика на дијагнозата. Тука беа направени секако вид на активности каде што децата се беа вклучени пред се, потоа беа интегрирани во целото тоа и беа вклучени пред се во општествените работи. Односно, ние се обидовме да тие деца искочат од својата комфорт зона, да бидат во парковите, да искочат, да бидат на водно, да го посетат. Често работевме на некои работи како што се оспособување на тие деца, зашто како што сакам секојаш да кажам, секое дете има свој потенцијал, но сепак треба да се најде потенцијалот. И ние онака се фокусиравме да не работиме на нивната попреченост, туку да работиме на нивните функционални способности, зашто секое дете може да функционира и има нешто што може да го направи само. Па така некако произлезе Поддржити, се со цел денеска да стигнеме до некоја точка каде што сме пред лиценцирање за дневен престој. Така да тоа е проектот владата и од Министерството, се извинувам, општина Карпош. Така да тука сме ние како здружение, како тие што би ја давале услугата, со тоа што тука ќе биде тој дневен престој треба да биде лиценциран во скоро време, се надевам, каде што ќе бидат приклучени 24 лица на ниво на општина Карпош, со тоа што ќе бидат поделени во две групи по 12 деца или лица во зависност од возраста. Потоа тој дневен престој би функционирал по 4 часа на ден, односно од 8 до 12 часот и од 12 до 16 часот. Во самиот дневен престој има програма, односно таа Поддржити програма што ние веќе долго време сакаме да ставиме во ваков некој тек, каде што тие деца во текот на денот ќе бидат заедно со своите едукатори, односно специјални едукатори, социјални работници, логопеди, исто така и негуватели кои што ќе се погрижат за тие деца, да бидат работно способени после некој период, сами да можат да функционираат барем во домот и да бидат некакво леснување за родителите. Пред се Поддржити произлезе од некоја наша близина со родителите на децата кои што работевме, каде што тие родители се стварно во една незавидна позиција, каде што тие родители во текот на целиот ден имаат грижа за сопственото дете. Па така некако и тие 4 часа би овозможеле на тие родители пред се да можат да работат во некое скратено работно време, а друго, ако ништо друго, и да се одморат и да имаат сила во текот на денот да продолжат со грижата за своето дете, не дека тие ја прават зашто мораат, тие сакаат да го прават тоа, но сепак, знаете, од оддишка од 4 часа би било супер. Пак тие деца би се социјализирале, би се вклучиле во некои други активности и не би биле сами во својот дом со своите родители, би биле со своите врсници и тоа би било се многу убаво. Така, одличен проект. Бидејќи тоа ќе биде дел од проектот Заедно сме, се грижиме. Да, заедно се грижиме, тоа е проект на Министерството, заедно со Светска народна банка, каде што под тој проект спаѓаат сите социјални услуги кои што може да ги дава Министерството. Тоа се повеќе социјални услуги, нашата социјална услуга која што би требало да ја даваме е дневен престој за лица со посебни потреби. Така да во тој проект влегуваат и други, точно не знам кои се, но тоа се социјални услуги од самото Министерство и под тој назив, а Поддржити е нашиот дневен престој кој што би требало да така, тоа е само еден дел Поддржити од овој големиот проект Заедно сме, се грижиме. Можат ли родителите кои што сега во моментот на следат, а имаат дечиња со атипичен развој, да се подготват или да се пријават на некој начин, да ги пријават децата за кои ќе биде одобрен проектот, веќе да бидат
во дневниот центар. Вака, само да напоменам дека ова станува збор за дневен престој на ниво на општина Карпош, со тоа што во самиот дневен престој ќе бидат вклучени деца и лица со попреченост од општина Карпош. Во самиот момент не би можеле да кажеме да соберат документација да аплицираат, бидејќи уште не е лиценциран самиот проект, но тоа би требало да биде во скоро време, со тоа што они може да ги соберат документите кои што им се потребни. Најбитно е да имаат МКФ проценка не постара од 2 години, а се друго е нешто кое што може да се заврши многу брзо, така да тоа е нешто, некој документ што би требало да го имаат, а друго се понатаму ќе објавиме на социјалните мрежи на нашата страна Невроклиник, а исто така и на социјалните мрежи на општина Карпош. Така, со колкав капацитет ќе располага дневниот центар? Дневниот престој за жал е мал капацитетот. Капацитетот е предвиден за 24 лица, кои што ќе бидат поделени во 2 групи по 12. Тоа е стварно многу мал број, но сепак да се започне од некоја почетна точка, па се понатаму се развива, па да стигнеме до некој достоинствен живот на овие лица со посебни потреби. Така, споменавте Бојан дека само на територија на општина Карпош, што е со другите општини, дали можеби испративте барање, ќе ве поддржат или вака, тоа е секој здружение во зависност во која општина фигурира, таму би можело и да аплицира, зашто здружението како здружение е коапликант, а апликант е самата општина, така да МАПЛ и другите здруженија на ниво на другите општини да се осмелат на ваков чекор, бидејќи стварно е потребно за овие деца. Да. Меѓутоа ќе почекате додека да се добие таа лиценца и да се започне со работа. Горан, го споменавме спортот, колку на лицата со посебни потреби им се дава можност да бидат дел од, конкретно ракометот? Ние како школа сме имали искуство и имаме се уште искуство. Значи, мислам дека и годинава имаме деца со кои што имаат, не знам дали ќе се изразам добро или достаточно навистина не сум стручен, значи со некои поблаги форми на попреченост, благодарам. Секако до онаа мера каде што самото дете може да слуша, да извршува наредби и да биде конструктивно, да кажам, во однос на групата. Значи, сме имале и не само што сме имале деца, него сме имали и добри резултати во однос на тие деца, затоа што, како што спомна и Бојан, така беше Бојан? Бојан. Извинувам, затоа што спомна и Бојан, значи го слушав внимателно и нели секоја чест и за општина Карпош и за нив како луѓе. Родителите само бараат тоа дете како да се интегрира, да биде барем колку што е можно поеднакво со другите. Така да сме имале и ние сме не само отворени за соработка за тоа, него сме отворени за соработка и со сите здруженија кои што имаат потреба од помош во однос на овој дел, како група, да направиме нешто, затоа што тие како стручњаци работат во еден дел, ние можеме да помогнеме, користам ова прилика, на сите здруженија од ваков тип, слободно да не контактираат, ние ќе најдеме начин да на децата им го прикажеме што значи тренингот, што значи ќе им дадеме можност да бидат активни и не само тоа да биде инцидент, него во иднина доколку најдеме модус, а ако сакаме ќе најдеме, да биде тоа и нешто што е систематски, може би не од обем како школата што работи по 2 или 3 пати неделно, но еднаш неделно можеме да најдеме модус и ние како школа сме спремни, како проект сме спремни да се посветиме, затоа што некако сите сме свесни за тоа што го преживуваат тие деца, но особено и тие родители, кои што спомна Бојан дека бараат малку оддишка и бараат и приватен живот малку. Значи ние треба тука да сите да имаме малку повисока свест и но и да превземеме нешто. Така да имаме ситуации на деца во повеќе општини, не само, значи пошто и делуваме во повеќе општини во Скопје, имаме ситуации иако имаме па и родители кои ќе прашаат, ќе го донесат детето, но потоа детето не доаѓа на тренинг, иако може да биде дел од групата.
тука не можам јас да кажам кои се проблемите, зошто тоа е така. Можам да кажам дека и добар дел од тие деца се ослободени од плаќање чланарина кај нас. Без наставно овие ранливи категории, тоа секако имаме и соработка со кисела вода веќе години. Сите ранливи категории доаѓаат кај нас. Пак ќе кажам, ние сме дошле во ситуација да имаме еден проект за кој што јас сум особено горд, без разлика кој како играл ракомет, не играл ракомет, бил на некое ниво. Ова е нешто што мене ми е посебна гордост затоа што го е нешто што е направено за некои на тие што доаѓаат, што треба да како викаме тие сиднината, но посебно сум горд затоа што имаме свест и имам свест за тоа дека не секој може. И еве и во тој домен и во тој сегмент ги повикувам сите родители кои што немаат можност слободно да ме најдат на преку социјални медиуми и ќе бидат дел од ова што ние го работиме, затоа што никое дете не смее да остане надвор од процес заради причини кои што не се поврзани со желба негова или така натаму. Така да, значи, навистина се трудам јас, а и луѓето што работиме во рамките на нашите можности, па и малку повеќе. Еве сега и од лани воведовме еден турнир кој што е, да кажам, хуманитарен, за жал беше за ДНК, кој што нели знаеме и Панчо во меѓувреме почина. Нареден јуни сега, значи кога ќе заврши школската година или при крај, повторно ќе правиме. Дали тоа ќе биде наменето за некоја ранлива категорија, дали ќе биде наменето за развој па на школи во внатрешноста, кој што исто така голем проблем, со кој што ја сум запознаен, сакал нечел во комуникација со луѓето од надвор, кои што ми бараат помош да отворат школа, и тоа можеме и така да го работиме, за тоа што некој дете таму во некој град во внатрешноста чека да се отвори школа. Ние не знаеме каде е тој потенцијал, не знаеме каде, не само како потенцијал него, не знаеме зошто тие деца да бидатускратени. Еве ние имавме европско првенство сега, напливот на деца е секогаш голем. Значи, она што го спомна ти со медиумите, ракометот беше сериозно присутен овие денови на телевизија, што преку емисии, што преку надпревари. Значи, веднаш вие имате 30-40 деца кои што ќе се јават, значи не недостасува интерес, недостасува запознавање. Так. Друга тема е запознавање преку основното образование и во во самата програма на образованието, но и преку дополнителни наставни значи дополнителни активности кои што треба и нашите најголеми звезди и нашите најдобри тренери, едукатори да им го прикажат. Јас имам нормално контакт со децата затоа што одам и во школото кај ќерка ми да ги запознам децата со ракомет кога ми дозволуваат, кога тоа е возможно. И гледам колку тие дел од нив колку не се запознаени, што не е добро. Јас зборувам за ракомет, исто важи за се. Вие можете дете кој што има афинитет за кошарка, фудбал, не зборам за талент, зборам за афинитет, да вие го држите во ракомет со сила. Зборам како спорт, општо, без разлика што сум тука дојден. Кој да. Така да, тука морамо повеќе да размислиме како ние да го доближиме спортот до нив, затоа што сме преоптеретени на професионален спорт, кој што е добар, окей, се тоа е супер. Треба во професионалниот спорт излегуваат оние луѓе кои што треба да бидат примери, кои што треба да бидат идоли и да ги стимулираат децата. Но најважен е онај спортот што е долу во базата, затоа што тука е масовноста и тука се тие квалитети кои што ги носи спортот за себе, за детето кој што утре играл, не играл спорт или се бавел сериозно со спорт. Така. Имаме уште само неколку минути пред да ги видиме рекламите, но ајде би прашала вас, професор Арсов, за, бидејќи споменавме сте раководител на сектор за телекомуникации во АЕК, кои се најчестите поплаки кои граѓаните ги испраќаат до АЕК? Најчестите поплаки се така наречените високи сметки, односно превисоки, така да кажеме, имајќи предвид дека жалбите повеќе се во насока на тоа дека повеќе платиле, а помалку добиле. А потоа следуваат поплаки во жалби во делот на технички можности, односно
ускратување на одредени услуги во одреден момент. Односно прекин на услугите понаму кога во оној момент кога корисникот највеќе му е потребно, да речеме. Падна мрежа. Да, и падна. В интернет на работа, да. И во таа насока се и самите жалби. Секако можеме ние да реагираме во делот на превисоките сметки, ако се истите нереално додадени или направени, а во делот на техничките падови, така да кажеме, на самите услуги во мрежата на операторот, не можеме да реагираме од проста причина што техничките карактеристики и услови ги дава самиот оператор и самиот оператор на самиот оператор му се случуваат и соодветни грешки, соодветни багови во системот и низа ред на технички проблеми со кои што самиот се соочува. За да не дојде до тоа, тој треба да превземе соодветни активности во сопствената мрежа за да истата ја заштити и да не доаѓа до такви видови нападови на мрежата и не давање на соодветните услуги на корисниците, зашто и тие истото со право се жалат. Меѓутоа, нели, времето поминало, вие сега треба да се докажувате или да се докажуваме дали тоа било така или било вака и затоа од тие причини помалку се обрнува внимание на таков вид на жалби. Повеќе е концентрацијата на средствата, односно на парите, бидејќи и парите нели највеќе ги интересира граѓаните да може да скратат од она што го платиле, а не го добиле соодветно. Да. Ќе ве замолам да задржите мислата, бидејќи сакав и да ве прашам на кој начин се поднесува поплаката, но да ги погледнеме рекламите, ќе се вратиме во студиото и ќе продолжиме со прашањата. Гледаме реклами.